Се слушаме. Господине Трајанов, бидејќи денеска сме можеби поинтересни од другите денови, за жал по неубава работа, ми се јави еден пријател, вели, зошто губите време со господинот Павле Трајанов? Тој на секое прашање изминатите години и години, кој што е битно на владата, тактизира, де е риба, де е девојка, во меѓувреме преговара за определени директорски места, овие од СДСМ му ги даваат до гласањето и секогаш како попче си гласа за сите оние одлуки кои што во СДСМ се договорени заедно со ДУИ. Така да, не би сакал да се повторувам со другите колеги, господине Трајанов, овдека имаме нешто за кое што премиерот кажал да. Имаме предавство во обид на македонските национални интереси и тука 10 минути зборување, а не кажување ништо, ниту ќе ви помогне вам, ниту нам, кои што ве слушаме, а малку на оние кои што протестираат и не се согласуваат со тоа. Немој да ни зборувате вие на нас помладите за европски вредности, дегутантно е. На крајот на денот неколку пати спомнавте дека мораме да направиме единство. Мораме да направиме став. Господине Трајанов, единството помеѓу македонскиот народ е направено. Не знам каде живеете, ама 73% од македонците не го прифаќаат овој предлог. Во истиот момент, кога ќе се обелоденат документите кои што се кријат од јавноста со Бугарија, тие 73% ќе бидат најмалку 83%. И ние не можеме да направиме овдека еден став, затоа што никој во програмата не сме имале дека ќе одиме натаму со прифаќање на велико бугарските политики кои што ги имаат, како што кажа Александар, уназад 150 години. Благодарам.